Не знаеме колку ќе ни верувате, но ние навистина не ги наредивме јаволката врз училишниот дневник. Не ги расфрлавме географските карти и целата некогашна документација што требала да сведочи дека овде, во подрачното основно училиште Митко Пенџуклиски, се случувало нешто. Ние, особено на братчето и на сестричето, овчарчиња, не им ги загледавме погледите во празно. Го завршил Владко седмото оделение и училиштето поради малиот број ученици било затворено. Сестра му Гена имала среќа и се има 8 оделение. Нивното најмало братче, а ги има вкупно 8 дечиња во семејството, есенва требаше да стане прваче. 7-годишно дете да испрати човек на училиште до Кратово, а пеш се оди дотаму цели 4 часа. Нема шанси. 4 натаму, 4 часа наваму и отиде денот. А попат демнат стотици гладни волци, што во последно време станале доминантна животинска популација во овој крај. Се случува ова некаде во горниот дел по течението на реката Злетовица, во атарот на селото Кнежево. Предел во кој до неодамна како така се живеело во разбиениот тип на селските населби. Патиштата до нив се уште не стасале, а денес, полека, се поставуваат бандери за да засветли некоја сијалица, ама за кого? И така, овој првичен впечаток се наметна во патеписов кој требаше да зборува исклучиво за природните феномени и раскошноста на просторите на овој крај, како последица на геолошкиот состав на теренот и тектонската еволуција кој се одвивал во долгата геолошка историја. Сливот на Злетовичка река е формиран во средишниот дел на Осоговските планини, кои од поширок геолошки аспект и припаѓаат на така наречената српско-македонска маса. Пред околу милиарда години на овие простори постоело длабоко море, на чие дно се таложеле разновидни седименти. Тоа обстојувало неколку стотици милиони години, и за тоа време процесите на таложење биле следени со силни подводни магматски интрузии, вовлекувања и големи тектонски движења, кои извршиле метаморфоза на создадените карпи на дното од морските басени. Селото Кнежево, што ние го одбравме за конак за време на неколкудневната работа, како и многу други во Кратовско-Паланечкиот крај, е од разбиен тип. 2, 3, 4 куќи прават едно мало запоседнато крај поголемите изворчиња. Растојанието помеѓу нив знае да биде и по неколку километри. Кукавци мала, Вакл, Присое, Паразанци, Студени дол, Бел камен, Рнковци, Срндаци и Кајганци, далеку за Дридот. Поради неповолните хидроколекторски својства на карпите, кои се во најголем дел представени со разновидни шкрилци,
Атмосферските води површински се дренираат кон речните долини, создавајќи густа мрежа од суводолци и помали поточиња, кои пак во летниот период пресушуваат. Поради ова е и отсуството на посилни извори и врутоци, а само крај нив од секогаш човекот си го наоѓал своето постојано живеалиште. Тоа е и основната причина за формирањето населби од разбиен тип. Долгите прошетки поаѓаат и завршуваат во малото Малогари, кај покривот од ржена слама, што мощно љубезно ни го отстапи собственикот, колку да имаме нешто над глава. А ни беше и навистина пријатна една ваква драстична промена на начинот на домување. Па уште бакарен котел на синџир сред соба, па дворче со трупчиња и трупци, поубави од секоја маса и тапацирани столици. И кога на визорот ја видел содржината на тенџерето, нашиот снимател едноставно ја остави вклучена камерата и дотрча на софра. Можеби за да влезе и тој во кадар, ама повеќе заради некакви негови стомачни суфлирања. Свечениот ручек беше компот од сливи, круши и јаболка. Ништо не прскано, истурено под дрвињата во редиштата, далеко од здивот на цивилизацијските загадувања. Кон крајот на палеозојската ера доаѓа до депонирање на големиот простор на дотогашното морско дно и истиот е издигнат и до ден денешен како Осоговски масив представува копнен дел. Во овој долг период, што трае 220 милиони години, карпестите маси биле изложени на влијанијата на надворешните процеси, кои полека вршеле обликувања што резултирале со карактеристични форми на релјефот, како што се рамни, благо заоблени била, широки сртови и преслапи, додека долинските страни се стрми и слабо пристапни. Се наоѓаме во триаголниот простор помеѓу селата Емирица, Кнежево и Којково. Ова било представува вододелница меѓу Злетовската и Кочанската река. Од неа кон Злетовската река се пружаат неколку масивни и високи планински ограноци, што овдешното население ги нарекло Емиришка, Јамишка и Зеленградска планина. Одовде погледите стасуваат до високите ретки буки, Лопен, Кормина, Пониква и Синковци од 1500 до 1770 метри надморска височина. Регионов се одликува со свежи лета, ладна пролет и есен и студени зими. Снегот овде го има веќе во ноември, а се задржува најчесто до почетокот на мај. На осојните места дури и до половината на јуни. Така, вегетациониот период трае нешто помалку и од 7 месеци, поради што тој не е погоден за плододелие. Планинските жита, сливите џанки, јаболката и компирот созреваат со месец-два за доцнување. Но што е тука, тука е. Летнината мора да се собере и макар на најпримитивниот начин да се обработи. Ретка гледка на овие височини. Сред гумно, напладне. Чичко Стојан и тетка Митка. И таа да си ја завршат работата. Октомврискиот ден топол, убав. Само што да се изработи. Слаба беше во овој крај годинашнава родност. Еден огромен сноп одва и ќе даде околу 1 килограм пченица.
а младите маски со стопаните ќе вртат цел ден околу стожерот. Синовите се долу во Кратово. Ќе наминат деновиве да присоберат по некоја канта сирење и по некое свинче, компири, јаболка и со здравје до идната есен. Тоа е вистината со која живеат родителите старци во овие краишта. Така им било пишано, или така некој друг, пописмен, им напишал. Куќите и придружните објекти во дворот на ова семејство ја носат главната карактеристика на организацијата на живеењето во високопланинските села. Сите објекти се изградени со дрвена конструкција, плитар и кал, а покривите исклучиво од ржена слама. Речиси нема некоја поголема разлика од овчарската колиба и шталата, свињарникот или кокошарникот. На прв поглед, се во ова е некако поетично распоредено во просторот и представува атракција за современиот свет. Но на втор поглед, ова е некаде далеку, во некои други времиња, и помалку е чудно како до ден денешен продолжува и успева да опстои. Знаете што има поново во овие ридишта? Понекогаш, наместо еден, синилото небесно го избраздуваат по 2-3 авиона наведнаш. Целата област на јужниот дел на Осоговските планини е во знакот на сливното подрачје на Злетовска река. Незините изворишта се на околу 1700 метри надморска височина, на просторот помеѓу Царев врв или Султан Тепе, највисокиот дел од масивот со 2084 метри и превојот Лопен. Два поголеми крака го формираат горниот дел, Модра река и Горна река. До селото Дренак, каде што ја прима десната притока Плочка река, Злетовица тече кон северозапад, потоа извива кон југозапад до селото Бучиште, па на југ, за кај Улјарци на апсолутна височина од 33 метри да се влее во Брегалница. Сега помош. Од извориштето па се до Злетово, таа има голем пат и длабока клисуреста долина, всечена во терен составен од кристални шилци. Во овој дел таа располага со релативно голем хидроенергетски потенцијал, кој засега се користел само за воденици и валалници. Злетовска река има околу 35 притоки, од кои повеќето од половината се наоѓаат во планинското подрачје.
Меѓу нив најдолга и најполноводна е Венечка река, чиј слив представува едно од најпошумените подрачја во оваа област. Низводно од неа се наоѓаат притоките Мушковска река, Зеленградска река, Ештерица, Шталковичка река и други помали притоки кои делумно течат низ обезшумен терен па имаат пороен карактер. Во Злетовското поле оваа река има мал број притоки, а заслужуваат да ги споменеме. Белошица, Киселица и Калнишка река. Во планинскиот дел на апсолутна височина до околу 1700 метри преовладуваат површини обраснати со крупна и со ситна букова и дабова шума. Тука најголемо пространство заземаат шумите, помалку пасиштата, а најмалку површините под ниви. Овие површини во такви размери се застапени, например, во синорите на селата Шталковица, Зеленград и Јамиште. Шумската површина во најголем дел се состои од букова шума, а во помал од дабова и мешовита дабово-букова шума. Најголем простор буковата шума опфаќа во изворишниот дел на Злетовска река. Шумскиот појас на некои места е прошаран со брези, кај селото Мушково, например, со јасики кај селата Кнежево и Дренак, или со липи како кај селото Луково. Големата надморска височина и стрмниот релјеф условиле обработливата површина да се состои од мали парцели во делови на селските синори, што од своја страна придонесува тие да имаат разгранет тип. Гладот за обработлива земја придонесол да бидат претворени во ниви површини и во најмала мерка погодни за земјоделието. Нивите се сеат предимно со рж, овес и јачмен, а ретко со пченица или пченка. Најмногу од се сади компирот. На овие терени од животинскиот свет мора да се спомене волкот, кој е најзастапен, потоа лисицата и зајакот. Помалку ги има јазовците, куните и видрите, кои живеат во длабоките вирови на Злетовска река. Планинското подрачје се карактеризира со тенки пластови растресит материјал, разместен по билата на планинските вериги и нивните огрануци, како и по зарамнетите и благо наведнати површини на планинските села. Обезшумените стрмни терени поради силната денудација представуваат скелетни земјишта, непогодни за полјоделството. Застапеноста на растреситиот материјал е поголема во делот составен од кристалести шкрилци, отколку во делот со еруптивни карпи. На терените со подлога од кристалести шкрилци преовладуваат песокливи и црноровкави почви, од кои првите, поради големото количество силикатни материи, слабо се плодни, додека другите се нешто подобри. Во делот со подлога од вулкански материјал се развиени бели и сиви песокливи почви, чија плодност е незначителна, но на кој одлично успева виновата лоза. Токму на ово место, во долината на реката Злетовица, е предвидена изградба на браната Кнежево, која го носи името според истоименото село во непосредна близина. Дел од селото може да се види во позадината овде. Браната ќе биде висока околу 70 метра и ќе поплави знатен дел од долината на Злетовица на ова подрачје. Со изградба на браната ќе се формира акумулацијата, која ќе биде со зафатмина од прилика околу 22-3 милиона кубни метри, што значи дека добар дел од просторот овде ќе се најде под вода. За изградбата на браната овде постојат, да реч, скоро идеални услови од сите аспекти, што е разработено и со главниот проект кој е веќе готов. Во тој смисол и за тие потреби се извршени сите неопходни истражувања,
што претходат за изготвување на проектната документација, според кој со изградбата на акумулацијата на браната и акумулацијата Кнежево, во добар дел ќе се подобри состојбата со водоснабдување и водоснабдување и наводнување на поголем број земјоделски површини во долниот тек на Злетовица, во Кочанско поле и на територијата на општина Штип и Свети Никола и така натаму. Цениме дека овој проект заслужува внимание и дека штетите кои ќе бидат објективно нанесени со зафаќање, со трајно зафаќање на просторот и со ангажирање на механизацијата, со градежните работи, нема да бидат толку драстични, до толку што одредени овде ќе се добијат и одредени нови содржини на просторот, кои донекаде и ќе го обогатат, односно ќе компензираат оно што ќе се изгуби со изградбата на браната. Според своите природни карактеристики, карактеристичен геолошко-геоморфолошки сплет, оригинални пейзажи, длабоки речни долини, како и специфична разновидност на животинскиот и растителниот свет, овој дел на Осоговскиот масив, заедно со човековите творби, искажани низ мощне атрактивната организација на селските населби, заслужува високо место на листата на нашето природно наследство. Особено од причина што на овие простори скоро како и да не се чувствува влијанието на цивилизацијата, па најголем дел од амбиентот живее во својата природна состојба. Републичкиот завод за заштита на природни реткости токму од овие причини започна со подготовка на документација за природните вредности како основа за нивна валоризација, а овој филмски расказ се обидува да биде промоција на комплексните истражувања на Осоговијата како повеќегодишен истражувачки проект, чија крајна цел е афирмацијата и заштитата на природните добра на овој дел од нашата земја.